заедно сме со Стојан Поповски, триатлонец. Нема ни да се обидувам да прашувам што и како за да се стане триатлонец, заради тоа што треба веројатно многу килограми прво да симнам, па потоа многу вежби и така натаму. Столе, добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Одма ќе те коригирам на почеток, значи не постојат невозможни работи, така да и килограмите се симнуваат, и триатлонец може да се стане и да се направат добри резултати и да се промени едноставно целиот животен стил и начин на функционирање. Значи, така да нема песимизам. Значи вака како мене некој која ќе дојде, нели? Со многу голема желба. Ама пуста желбата завршува кога ќе видиш што е предизвикот пред себе, нели? Што му викаш? Што треба? Само до главата е се? 99% на вистина за почеток во таква ситуација е до мајнсетот. 6 до 9 месеци генерално луѓе на пример прават веќе и визуелни промени, потоа стануваат промени во перформанси. Меѓутоа важен е мајнсетот, упорноста и константноста. Без тие три елементи едноставно колку и да имате талент и да ги симнете килограмите и да направите нешто повеќе можеби како резултат, доколку ги немате тие три елементи на вистина ви паѓа трудот во вода, да. А на пример јас да одам на фитнес и да вежбам со столе, односно да трчам со столе на кеј, има време никакво или повторно зависи од мене, од мојата желба, од тоа колку треба да истрчам. Има ли такво нешто? Еве доаѓа некој и вика, еве сакам ја да трчам. Па првично се прават анализи, генерално кога функционираме индивидуално, дури кога се во прашање некакви тимски групни активности, значи се прават одредени анализи, така наречени in-body анализи, каде што ние тренерите добиваме него точна представа што сушно се случува во вашето тело, што треба да се коригира нивото на масти, течности, минерали и така натаму. Направивме со Иван, така што ќе ти ја пратиме, ќе ја видиш таа мојата. Значи веќе штом сте го направиле, ќе ми го донесеш листот и врз основа на тоа веќе може да се прави одреден концепт, кој што најчесто се комбинации од различен тип на тренинг, кои се комбинираат моторика, тренинг за сила, издржливост, агилност и така натаму. Меѓутоа пак ќе кажам, што и да се труди да направи тренингот, колку и да е тренерот, колку и да е креативен, сепак е на крај до кандидатот и до тоа колку неговата желба на вистина е на кое ниво е вистинска и колку е спремен да ги поднесе сите тие одредени жртви кои што доаѓаат со текот на тој процес. Има жртви, значи. Без жртва ништо. Без жртва ништо. Значи таа е онаа трпеливост, различно е кај секои луѓе, во зависност, пак ќе кажам, против природа некогаш не се може, меѓутоа генерално настануваат веќе визуелни промени во одредени перформанси, темелни од 6 до 9 месеци. Да, може да настанат и од 2 до 3 месеци, не велам не, меѓутоа тоа не е некој long term промена каде што лесно може да направите дури оној несакан јојо ефект. Да симнете 10 па да вратите после 4-5 месеци 2-13-15 килограми. И плюс. И настанува разочарување. Тогаш дефинитивно настанува разочарување и влијае на психа. И за некој како мене треба прво размрдување овде кога сме на кеј, како тоа? Па обично е почетно загревање, има стандардни стречинг вежби, основен дел од тренингот и завршен дел од тренингот кулдан, кој што најчесто може да биде или лесно истрчување или некое пешачење или на оние кардиомашини кои што веќе сте биле запознаени, recline bikes, stairs, познати степери така натаму, каде што генерално се тие 3-4 дела кои што се состои од еден тренинг, но пак ја кажам, е многу индивидуално, време тренењето исто така индивидуално, може да биде од 20-30 минути па се до саат и половина и до 2 часа, во зависност од тоа на кое ниво и кои се потребите и намерите на клиентот или на клиентите. Добро, и како за прв пат, колку треба да истрчам за да ми речеш браво? Па 100 метри од тука до првата канта. За почеток после ќе видиме како ќе функционира. 10 минути лесен джог, па после си се прават одредени програми кои што самото тело ќе ги почувствува како позитивен бенефит. Аха, добро. Па сега може ли сега малце нешто да се размрзаме и да тргнеме натаму? Јас сум лајф вклучен и на другиот телефон. Не знам дали тоа функционира. Дали функционираме? Да. Ајде. Чекај сега вака стола. Вака се гледам. И сега што правам? Еве сме. Идеме на асфалт. Добро. Видиме лево десно да не собере некој. Добро. Раце устело и почнуваме со джогче. Држи. Трчаме! Издржиш 1 километар? Ке издржам без тоа. Километар! 6 месеци, 2 километра. Столе и вака сега смее да се зборува додека се трча или ова е само за предизвикот наш? Не, ова е само ради предизвикот, бидејќи често се губи од начинот на дишење. Добро. Потрошувачката на кислород и побрзо човек се замурува. Точно. Да. Браво!
За тебе само не зборувај многу, затоа што ќе си ја истрошиш енергијата, ќе ти треба за тој 1 километар кој што си го зацртала да го истрчаш. Браво за нашата Кате и браво за Столе што и помогна во овој предизвик и ќе ја следи веројатно и понатаму со цел да си го оствари истиот.